Последна дестинација од нашето патување по пештерните цркви низ Македонија е струшкото село Вишни. Селаните од ова печалбарско место некогаш биле прочуени ѕидари и нивната вештина се огледа во ретко убавата, повеќе градска архитектура на селските куќи. Секоја година, на Спасов ден, вишненци продолжуваат една вековна традиција воспоставена од нивните предци. На овој ден, селото и неговата околина повторно заживува како во старите времиња. Стари, млади и деца, селани и одселени, семејства и гости, еден по друг, тргнуваат по патеката покрај реката Сушица. Сите тие одат кон пештерната црква Свети Спас, сместена високо во една карпа на 2 километри од селото. Се качуваат по скалите и влегуваат во храмот, да му оддадат жест на празникот, како што помнат од секогаш. Кажувањето на селаните, првиот жител на оваа пештера била една монахиња, Спасица, која пребегнала во ова пусто и скровито место за да не биде обезчестена од турците. Во црквата до денес се чува еден ковчег со мошти, за кој вишненци веруваат дека и припаѓаат токму на Света Спасица. Необично е тоа што черепот од моштите на светителката е покриен со рачно изработена сребрена маска, која ја исковале некои мајстори од Влашко, во Романија, пред повеќе од 2 века, по порачка од еден вишненец. Пештерните цркви низ Македонија
се уште му пркосат на времето со својата таинствена убавина. Во нашиот народ од секогаш биле сметани за свети места. Во некој од нив повремено доаѓаат луѓе од околината, изминуваат долг пат, да запалат свеќа, да се помолат. Денес тие воглавно се запустени и напуштени, но монашкиот дух во нив е се уште присутен. Благословен си Господина от имя, оправдание Твои, ангелски собор удивися, святе време припениша ся, светую же спасе, крепост разориша и со собою Адама воздиша, и Адама вся слободша. Благословен си Господина от имя, оправданием Твоим, пошто мират милостивими светами, ученици разстояете, блистаеća во